1 часот и речиси 10 минути, може би одлично време да ги видиме шибицарските фори од страна на владата и недоличното однесување од страна на ВД премиеров у ВД владата, заедно со, гледам дека сте добиле појачање, веројатно страват малце да ви го чуваат. И би ги замолил сите колеги да бидеме малце внимателни, јас си потив кој ќе зборам, што не е типично за мене, премиерот не можел веќе да не слуша. Ќе слушаш, таче, тек ќе слушаш. Ќе слушаш. Знаеш до кога ќе слушаш? Уште неколку месеци. Повели, јави се, кажи што имаш да кажеш. Со овакви дофрвање од место. Слободно, само би било добро вака од собраниските служби да те зумираат, за да може да види целокупната јавност. Добро ти кажа претходно. Не си срам само за нас тука. Срам си за цела држава. Да, колега Пренджов, нема да добиете одговор. Знаете зашто нема да добиете одговор? Не знае што да ви одговори. Што може да очекувате од неспособен човек? Што може да очекувате од дезертер? Што може да очекувате од некој кој што е дојден и поставен овде од некого и кој друго контролира? Може ли нешто друго да очекуваме? Може ли нешто друго македонската јавност да очекува освен ово што го имаме? На секој полет девастација. На секој. Значи човекот кој што не убедуваше во демократија, во демократски принципи, кој што пред година дена го гледавме како се пењаваше на говорницата дека најдобрите ги предложил, сега не најде за сходно, ќе втора недела трае дебатава за разрешување, да ни каже зашто ги разрешува. А знаете ли зашто не ни каже? Не знае. Не знае, толку е. Што може да очекуваме? Еве имаш прилику уште, валце, излези, кажи зашто ги разрешуваш. Не ги било, не биле добри, не сработиле, не исполниле владината програма. Кажи што е причината. Толку ли е тешко да се каже? Малце да се има достоинство. Барате да се држи ниво. Покажете со пример. Вие сте премиер. Веде, небитно. Уште некој месец. Тој сте, сега сте вие. Што не излезете да кажете? Образование катастрофа. Здравство катастрофа. Да, за здравство. Тачно за здравство. Од СЕП се умираат луѓе. Кој век сме? 15-ти? 18-ти? Луѓе умираат, лекови не можете да набавите. И сега ни продавате тука некои демагоги, не знам, како било добро во државата. Што мислите дека народов пие нафта? Што се случува? Отворете во 1:15 скоро Тајм-МК, да ви видим првиве наслови. Вториот директор на ФЗО не бил на одмор, на покана на сте департментот биле. А 2 недели лажевте кај бил шо правил. Втора вест. Грдни пари за хонорари истекували од Министерството на груби. Трета вест. Собранието и пред полноќ за реплика се јави и премиерот. Ивановска. Синот на Џафери положил правосуден пред да заврши факултет. Четврта вест. Дојава за бомба денеска дови и градинка. Свака част, браво. Пета вест. Здравствените работници на протест бараат достоинствени плати и услови за работа. Продолжам да читам. И баш тоа го пишува, Тајм-МК сега моментот. Отвори, прочитай. А ако имаш нешто да ви кажеш, повели излези ве колешке, слободно кажи на говорница, ќе дебатираме. А ако сакаш вака нешто настра, еве убив сме по 24 сата не држи председателов тука. Ќе си поразговараме, ќе вкрстиме аргументи. Ама немате шо да кажете. Немате. Затоа што овие ствари не се бранат. Знаете зашто не се бранат? Ради тоа што и граѓаните ве прочитаа. Значи, лагите, спиновите, измислувањата. Не знам како да ви објаснам. Вчера ви зборував за тоа. Еве ќе ви повторам некои работи. 2016 година. Значи, немаше кај не излевавте со оној Бројчаников. Не знам што ќе мереше. Дол, ваков, таков, ќе враќавте пари. Ги вративте парите кај вас у џебовите. Само на тоа мислите.
Нема нешто друго што правите. А тогаш беше 48% задолжувањето на држава. Денес кој е над 60, ќутите. Еве нема, нека излезе, за мене, нека излезе и кажи колку е задолжувањето. Колку? 57? Извини, не било 60. А 2016 која беше поише од 10% и помалце, тогаш држава одеше у банкроп, амбис, готово. А сега кој е 10% полошо и поише, сега е супер, така. Дајте да молам. Чи пак ќе кажам, шо е, нафта пиеме ние, народов нафта пие, поубаво живеат, нели? Знаете што велат бројките? 59% сметаат дека економската состојба е полоша. 59. Да, 60. 67%. 67. Не можат, веле премиере, да го преживеат месецот. Со овие огромниве плати што им ги давате, што ствари не ги не исплаќате. 94 се незадоволни од квалитетот на живот. 94%. Значи, единствените 6% што се задоволни од животот државата сте вие, на власт. Никој друг. 6 само задоволни. 86 сметаат дека државата оди у погрешна насока. 86. И сега вас ве слушаме како било супер. Немате што друго да кажете. Неспособност. По-неспособни нема. Единствените работи на кои што мислите се само криминал и корупција. Како поише пари да украдете. Ништо друго не ве интересира. 1300 километри автопат. Даде време слика да ги видиме. Една слика објавете, видео некој пуштете таму од пред центар, нека ви направат. Да ги, што ги криете, само вие да ги возите, не разбирам. Кај се 1300 километри? Сами си се возите по нив. Кажете да ги видиме, нема да ги возиме. Нека ви седи нов асфалтот на автопат, нема да ги возиме. Стајте рампи, не пуштете. Пуштете само со членска од СДС. И никој друг нека не влегува. Може така е. Барем да ги видиме кај ги направивте. Приказки за мали деца. И уште дофрлате и се правите не знам колку јаки. Што оти седиме еден, нема проблеме, до 5 ќе седиме. Ви предложи која беше пред еден ден координаторот, не ќе ве поддржавме, да гласавме да ги разрешиме. И тоа не ќете, не знаете што правите. Појма немате што правите.